И најмал дожд може да предизвика штетни последици кај пиперката на отворено. Затоа експертите советуваат земјоделците да применат превентивни мерки за да го заштитат плодот кој расте на отворено. Затоа велат има повеќе начини. Тоа е да ги заштитите растенијата против болести, па и штетници. Зошто го велам тоа? Затоа што се навестува дека ќе има појава на дожд, а после секоја појава на дожд потребно е да се заштита пиперката од појава на бактериозната пламица на листовите на плодовите. Ова може да го изведите со бакарните фунгициди, со цел да спречите и појава на инсекти пред се на листна вошка, а и на совиците, односно гасениците, црците кои што се и вбушуват во самите плодови, ги упропастуваат. Тука препорачливо е да употребите контактно желудачен инсектицид. И бербата на смедеревката, која почнува кон средината на октомври, ги зголемува шансите за штета кај зрната грозје. И тука лозарите треба да бидат внимателни, да го следат развојот на евентуални болести или штетници. Во однос пак на лозарството, кај смедеревката, кој што бербата е покасна, некаде кај што се оценува дека ќе дојде и до отприлика 11 октомври, значи веќе ќе има 40 дена, тука може да се интервенира само со употреба на фунгицид против гниење. Затоа што дождот, а особено знаеме дека ова година беше неповолна, имам голем број на суви гроздаци, суви листови така натаму, како резултат од напад на пепелница и пламеница, може да дојде до изгнијување или народ што би рекло истечувањето на плодот. За да не дојде до тоа, убаво е да се употребат фунгициди против гниење, односно ботритис, склеротинија, со доста кратка каренца. Каренца е период кој што мора да помине од прскање па до берба на самите плодови. Оваа сезона беше исклучително топла и со влажно време, кое според експертите создаваше одлични услови за појава на болести кај растенијата. Затоа целото внимание беше насочено кон превентива и заштита народот од страна на земјоделците.